Анастасија живее во длабочините на Сибирската тајга, на местото каде што некогаш живееле незините родители и прародители. Растојанието од местото каде што живее во најблиското глуво сибирско селце е околу 25 до 27 километри. Нема никакви патишта, ниту пак патеки. Да се премине толкав пат без водич е многу проблематично. Самата полјанка каде што живее таа со малку нешта се разликува од останатите пољани во тајгата. На полјаната на Анастасија нема никакви градби, но токму тоа место Анастасија го смета за своето родово пространство. На мојата прва средба со неа во 1994 година таа имаше 26 години. Сибирската Анастасија е многу убава жена, дури би рекол невообичаено убава. Зборовите невообичаено убава не се преувеличување. Представете си млада жена, висока малку повеќе од 170 сантиметри, стројна, а не слаба како денешните манекенки, туку навистина стројна и еластична како гимнастичарка. Таа има правилни црти на лицето, сиво-сини очи, златеста како пченичен клас коса која паѓа до половината. Жена која по надворешност наликува на неа можеби може да се види некаде, но токму другите внатрешните особености ја прават девојката од тајгата толку необично убава, ми се чини да ја сретнеше невозможно. Целиот незин надворешен изглед зборува за идеалното здравје, а тоа се покажува преку рамномерноста и леснотијата на гестовите и преку незиниот еластичен и лесен како пердув чекор. Се создава впечаток дека во незиното тело е заклучена некаква неисцрпна енергија која со невидливи зраци го загрева пространството околу неа. Од погледот на Анастасија, телото полека се загрева. Таа може со еден особен прикриен поглед од растојание да го загрее до таков степен при што настанува одреден процес низ целото тело, особено во пределот на стапалата. Од организмот излегуваат токсините, а потоа човекот се чувствува значително подобро. Предпоставувам дека познавањето на својствата на сите растенија од тајгата и внатрешната енергија ја овозможуваат на Анастасија да лекува апсолутно секаква болест. Во крај намера таа со својот поглед го излечи мојот чир само за неколку минути. Меѓутоа категорично се откажа од редовно лекување. Болеста е сериозен разговор на човекот со Бога, вели Анастасија. Со твојата и неговата болка тој истовремено ти укажува на неприфатливиот начин на живот. Измени го и болката ќе пројде, болеста ќе си замине. Анастасија има една невообичаена способност. Кога таа раскажува за нешто во сознанието на оној што слуша или во пространството, се создаваат слики на случувањата за кои таа раскажува. При тоа, сликите кои таа ги покажува се многу посовршени од современите телевизиски снимки. Тие се обемни со звуци и миризби од времето за кое се раскажува. Не е исклучено дека со такви способности некогаш располагале многу луѓе. Ако земеме во предвид дека човекот од нашето време на технологијата, не измислил нешто што претходно не постоело во природата, тогаш можеби во раната човечка цивилизација би бил посовршен аналог на современата телевизија и телефонот. Анастасија покажуваше слики од животот на луѓе од различни периоди, почнувајќи од самото создавање на светот. Во основа сите случувања кои таа ги покажува се поврзани со низините прародители. Ако се обидеме да ја окарактеризираме способноста на Анастасија во една фраза, може да се каже следново. Девојката од тајгата Анастасија на генетско ниво чува во својата меморија и може произволно да извлече познавања, доживувања и емоции на својот род, започнувајќи од создавањето на првиот човек. Исто така може да моделира слики од животот на луѓето во иднината. Животот на Анастасија во Сибирската тајга значително се разликува од животот на луѓето во современите градови. За да биде појасно во какви услови се одвива незиниот живот, неопходно е да се кажат неколку зборови за тоа што всушност представува Сибирската тајга. Тоа е најголемата по површина древна и снежна територија на Русија.
Во европскиот дел се протега на 800 километри, а во западниот и источниот Сибир на 2150 километри. Како што може да видиме, пространството е впечатливо. Денес тајгата со право се смета за белите дробови на планетата Земја. Таа го произведува основното количество на слободен кислород. Да земеме во предвид дека зоните на тајгата започнале да се формираат уште од ледениот период. Според тоа, изучувајќи го животот во денешните зони на тајгата, ние можеме да дознаеме за животот на планетата Земја во периодот пред леденото доба. Во вечниот мраз биле пронајдени добро сочувани фосили од мал мамут кои се чуваат во Зоолошкиот музеј во Санкт Петерсбург. За животинскиот свет во тајгата пред леденото доба тешко е да се зборува. Денес во тајгата има многу рисови, верверички, куни, мечки, лисици, волци. Од копитарите се среќаваат северниот и црвениот елен, срни, многобројни глодари и глувци. Од птиците, тетреби, оревокршачки и многу други. Во зимскиот период голем број од животните го започнуваат својот зимски сон и хибернираат. Оваа состојба е недоволно изучена од страна на научниците и денес најголем интерес за неа пројавуваат истражувачите на космосот. Што се однесува до растителниот свет, во тајгата растат различни видови на грмушки, смреки, ребизли, врби и така натаму. Одлични по својот витамински состав се боровницата, брусницата, малината, од тревите кои се погодни во исхраната преовладува киселицата. Величенствени дрвја кои достигнуваат височина од 40 на метри се елките, боровите и уникатното по своите својства дрво кедарот, кое научниците понекогаш го нарекуваат кедров бор. Веднаш ке кажам, според моето мислење, навистина залудно го нарекуваат со тоа име, но да и дозволиме на науката да го сосредоточува своето внимание на борот со представка кедров, а јас ке зборувам за сибирскиот кедар кој не може да се спореди со никој друг. А зошто не може да се спореди? Затоа што кедарот дава уникатни плодови и е достоен за уникатно име. Квалитетот на плодовите на сибирскиот кедар, кедровите ореви, значително го надминува квалитетот на плодовите на кедарот кој расте во другите климатски зони на планетата. За ова пишувал академикот Палас уште во 1792 година во своето писмо до императорката Екатерина II. Дури и преработено, дрвото на кедарот има такви особини како што во мебел кој е изработен од него никогаш нема да се појават молци. Уште старозаветниот цар Соломон, очигледно знаејќи за таинствените својства на кедарот, изградил храм од него, давајќи за специјално одбраните кедари неколку градови од своето царство. Но свештениците не можеле да извршат служба во храмот, бидејќи во него се создавал облак. Трета книга Царство 8.11. Изучувајќи го множеството извори кои раскажуваат за сибирскиот кедар, јас сум склон, и тоа не без основа, да предпоставам дека кедарот е представник на растителниот свет од пред ледената доба и можно е да ни е испратен од друга цивилизација која е поразвиена во биолошка смисла. На каков начин тој опстанал по планетарната катастрофа и повторно се родил во нашиот свет? Семето на кедарот може да опстане под мраз и е способно да се зачува подолг период, за при подобри климатски услови повторно да никне и да се адаптира на новата животна средина. Таа адаптација продолжува и до ден денес. Во што се состои уникатноста на плодовите на кедарот? Зошто со сигурност можеме да ги сметаме за најеколошки, чисти и лековити производи на денешнината? Јадрото на кедровиот орев содржи цел комплекс неопходни витамини. Истражувајќи ги својствата на кедровото масло, научниците од Универзитетот во Томск го вклучиле во исхраната на луѓето кои помагале во санирањето на хаваријата на Чернобилската нуклеарна централа и во исхраната на настраданите кои примиле преголема доза на радијација. Како резултат на експериментот кај испитаниците било утврдено зајакнување на имунитетот. Што се однесува на кедровото масло, кај него отсуствуваат какви било контраиндикации. Него може да го употребуваат дури и бремени жени и доилки.
Постои уште еден таинствен факт во врска со јадрото на кедровиот орев. Во периодот на бесплодие на кедарот, женките на некои од животните кои имаат крзно не се парат со мажјаците и не зачнуваат потомство. Досега не е познато на каков начин кедарот им покажува на животните дека таа година нема да биде плодна. Всушност, парењето се случува на пролета, плодовите на кедарот созреваат во длабока есен и да се определи по надворешноста на кедарот дека тој нема да роди плод е многу тешко. Во тајгата постојат многу други растенија со кои може да се прехранува целиот животински свет кој живее во неа. Во средниот појас на Русија, сличните животни на тие од тајгата живеат без кедровите ореви. Зошто женките кои пробале од кедровите ореви сметаат дека е невозможно да зачнат и да раѓаат без тој плод? Забележано е дека крзното на животните од тајгата, особено од зоните на кедарот, по својот квалитет значително го надминуваат крзното на сите останати животни. Колку и да се обидуваат научниците и зоолозите, колку и да ја усовршуваат исхраната на своите заштитеници, сличен квалитет на крзно е невозможно да се добие на фармите со животни. Крзното од сибирската куна, од кедровите зони, секогаш било на прво место во светот по квалитет. Како што е познато, состојбата на крзното на животните ја карактеризира состојбата на нивниот организам, иако кај нив крзното се подобрува и од употребата на кедровото јадро, тогаш тоа мора да се случува и со човекот, особено со бремените жени. Можеби нашите жени не добиваат доволно квалитетни производи за да носат здрав плод, а таквата ситуација треба да е понижувачка за општеството. Плодовите на сибирскиот кедар воглавно го оспоруваат мислењето на научниците за тоа дека земјоделството е достигнување и сведоштво за развитокот на човештвото. Мислам дека земјоделството се појавило како резултат на загубата на човечката цивилизација, на знаењето за самата природа и заменувањето на начинот на живење на луѓето, поради што човекот почнал да го добива лебот насушен, потејќи се од работа на полињата. Судете сами. Да замислиме дека на дел од земјата на која живее трочлено семејство растат две плодоносни кедрови дрва. Може со сигурност да се каже дека семејството кое живее на тоа парче земја никогаш, дури и во најслабородната година, нема да почувствува глад. И не само што нема да почувствува глад, живејќи на леб и вода, туку ќе се храни со првокласна и со префината храна. Само еден кедар може да роди тони кедрови ореви во годината кои може да се употребуваат во исхраната доколку се исчистат од лушпите, но тоа ни од далеку не е се. Од јадрото на кедровиот орев може да се добие кедрово млеко, кое не само што е погодно за исхраната на човекот, туку со него може успешно да се дохрануваат и бебињата. Од јадрото на кедровиот орев се добива првокласно кедрово масло. Тоа се додава во салати и во други јадења, а исто така може да се употреби и за лекување. По деделувањето на маслото од јадрото на кедровите ореви се добиваат остатоци од кои може да се направи одлично печиво, леб, пирошки, палачинки и така натаму. Кедарот дава и живица, видна смола која е препознатлива како лековито и како профилактично средство во официјалната и народната медицина. Сибирскиот кедар не бара апсолутно никаква грижа од страна на човекот, ниту ѓубрива, ниту копање, па дури ниту посадување. Неговото семе во земјата го засадува птица со име кедровка. Станува јасно дека нашите древни предци не знаеле за земјоделството. Едноставно тие знаеле значително повеќе. Некој може да каже дека кедарот дава плод еднаш во 2 години и ако периодот на неговото неплодородие е во неплодната година, тогаш на каков начин може да се реши ситуацијата со помош на кедарот? Ќе ви кажам. Кедарот навистина дава плод еднаш на 2 години и се случува и уште поретко, но ако неговите уникатни ореви не се извадат од чишарките, може да се зачуваат од 9 до 11 години. Се разбира, во нашиот реален живот не е се така едноставно. Кедарот тешко се прилагодува во близина на градовите. Тој не може да опстане во еколошки загрозените зони.
Меѓутоа, има и резултати кои даваат надеж. Во многу извори се зборува дека кедерот реагира на човечките чувства, може да прима енергија од човекот и откако ќе ја зголеми, може да ја пренесе. Во тоа јас успеав лично да се убедам.